Имајќи во предвид дека сме во економска криза предизвикана од пандемијата COVID-19, промоцијата на македонското вино во странство може да се искористи како можност за освојување нови пазари. Еден од нашите стратешки извозни земјоделски производи е виното, а Министерството за економија во наредниот период има предвидено мерки за поддршка на кластерските здруженија преку кои ќе може компаниите здружено да настапат на странските пазари. Тоа ќе има дополнителен поттик за раст на трговската размена, посебно за зголемување на македонскиот извоз. Ова го порача министерот за економија Крешник Бектеши на одбележувањето на Светскиот ден на вранецот, на кој беше промовирана брошура за промоција на винската индустрија, чија што подготовка е поддржана од Министерството за економија преку програмата за конкурентност, иновации и предприемништво. Таа прилика ни е во склоп и на програмите на Министерството за економија, која ќе продолжи и во текот на 2021 година. Ќе предвидеме мерки се со цел да ги поддржиме кластерските здруженија во нашата држава, пошто преку пристап од кластерски здруженија на таков начин можеме да добиваме нови пазари, не само да работиме во домашниот пазар и регионалниот пазар, а секако дека тоа е целта на владата, да зголемиме трговската размена, посебно извозот, делот на виното, но не само на виното генерално. Многу е важно да направиме програма и заеднички да настапиме како што настапуваат повеќето од винарите, за да продаваме и флаширано вино кое ќе даде додадена вредност и во склоп на винарите, но истовремено генерално и за целата економија во нашата држава. Министерот за земјоделство Аријанит Хоџа упати честитки до сите производители на вино, како и до сите лозаро-производители на сортата Вранец. Навистина, ова година можеби не беше најдобрата во делот на Вранецот, но сепак ние како влада и министерство со рекорден број одвоени средства од 6,5 милиона евра успеавме некако да го избалансираме тој дел на пазарот. Со нашите мерки реално ќе се средува и некој дел од залихите на вино, но нормално тоа не е доволно, има потребни реформи за воиднина и затоа, како што сум најавил, ресорното министерство ќе формираме и заеднички комитет за производителите на винско грозје заедно со винските визби, односно винарските визби, со тоа што ќе успееме да направиме, односно изготвиме една долгорочна стратегија за тоа како да бидеме уште поуспешни. Нормално, виното е вториот поголем производ од после тутунот што се извезува од Македонија и нормално има навистина значајна улога во економијата и ние како министерство ќе останеме заложени во делот на помагање и на производителите, но и на винарските визби. Лозарите годинава се соочуваат со потешкоти и предизвикани од слабата шеќерност на грозјето, како и последиците од пандемијата предизвикана од ковид. Владата и ресорното министерство се заложија преку субвенции да помогнат во амортизација на финансиските шокови на производителите на грозје. Лозарите пак бараа посебен закон за грозје по теркот на законот за вино.